Nito еден случај на корона позитивен пациент не е регистриран денес во општините од источниот регион. Бројката на лица кај која е утврдено присуството на COVID-19 од почетокот на пандемијата до сега останува 65. Од нив 16 се излекувани, 3 се починати, а активни се 46 случаи, и тоа во 4 градови – Штип, Кочани, Пробиштип и Пехчево. Во изминатото денонокие на 2 лица им се издадени решенија за изолација, а 3 потпишале изјави за самоизолација. Од страна на полициски службеници извршени се 74 контроли кај лица во изолација и 227 кај лица во самоизолација. Информираат од СВР Штип. Во однос на забраната за движење, евидентирано е дека на ниво на СВР Штип 5 лица, од кои 2 малолетни, не ја почитувале забраната за движење, при што истите се приведени. Од денес олеснети се мерките за забрана за движење, но воведена е задолжителна обврска за носење на заштитни маски, шал или марама, кои ќе ги покриваат лицето и устата. Носењето на маска е задолжително во затворени јавни простории, како маркети, банки, пошти, здравствени институции. Маска не мора да се носи само ако граѓанинот престојува во двор на куќа, вози велосипед или спортува, патува со моторно возило со лице со кое живее во заедница или пак се движи на јавни места и одржува дозволено минимално растојание од најмалку 2 метра од друго лице. Стои во владиното соопштение. Сите оние кои нема да носат заштитни маски се соочуваат со казни од 20 евра, доколку пак фирмите не обезбедат маски за вработените и за клиентите се соочуваат со казни од 2000 евра. Поради ова, од Стопанската комора бараат олеснување на постапката за набавка на маски. За да се олесни процесот, Стопанската комора на Македонија апелира до компаниите што произведуваат заштитни маски да ги достават до комората основните информации поврзани со нивната продажба, цените, количините, периодот и начинот на испорака и така натаму. Поради продолжување на времето за движење се продолжува и работата на маркетите и пазарите. 7 часот до 17 час. Апел до граѓаните, бидејќи веќе е донесена одлука на владата на Северна Република Македонија да е задолжително носење на маски. Исто така на владата е донесена одлука да времетраењето на излегување, особено за лицата над 67 години, да биде од 5 сабајле до 12 часот. Значи, ги замолувам граѓаните првен да остават простор на овие лица над 67 години да си пазарат, а бидејќи, како што реков, дека пазарот ќе работи до 18 часот, на помладите останува време за и тие во пополдневните часови да си пазарат. Продолжува и хуманоста од страна на општествено одговорни компании и институции. Денес Средното училиште Искра од Штип на своите ученици им подели пакети со прехранбени продукти и хигиенски средства.